Докторката со која што разговарав ми рече дека баш една од 7 мајки во просек се бори со постпородилна депресија и дека не сум само јас. Баш 3-4 дена пред свадба, јас предпоставував дека од целиот тој стрес е нормално нели да ми касни, но не било баш така. Едно изненадување кога го направив тестот за бременост, веќе пораѓајот траеше многу долго, траеше 12 часа, кога дојде моментот дека треба нели да буткам, се мачев уште некое време, но за жал немаше никаков напред. Во еден момент почна да паѓа и срцевата акција на Матео. Ми надојде многу млеко наеднаш. И наредниот ден, значи вратена од болница, јас се соочувам со друг проблем, каде што кревам многу висока температура од надоаѓањето на млеко. И се враќам пак во болница. Потоа ми се случи мастит, каде што тоа е затнување на млечните канали. Точно во момент кога мислев дека веќе имаме одредена рутина и дека животот, еве да кажам, полека се враќа во нормала, завршивме повторно во болница. Постојано гледав се околу бебето, тотално се занемарив себе си. Цело време ми се спиеше, не сакав со никого ниту да разговарам, ниту да гледам што се случува околу мене, ниту пак да гледам за своји хобиња, ниту пак да гледам, буквално не ми беше ништо друго важно освен Матео во тој момент. И дури кога веќе му беше подобро на Матео, јас не се чувствував така. Од кога ќе се оформиш како мајка, тогаш добиваш пријател, најдобар пријател за цел живот.